Националниот комитет на комунистичката младина на Југославија на 11 април 1945 година донесе одлука за прв пат во слобода да се прослави Титовиот роден ден. Неколку дена подоцна, младината од Крагуевац им предложи на младите од сите краеви во Југославија за организирање на штафетно трчање. Во писмото што го содржи предлогот пишува: Во пресрет на 53-тиот роден ден на другарот Тито, нашето оделение за спорт и физкултура ќе организира масовни штафетни трчања широм Југославија. Младите спортисти ќе носат убаво изработени штафетни палки и вони порака за роден денот на нашиот маршал и ќе му ги пренесат во Белград поздравите од народот кој што ќе ги дочекува по патот. Предлогот со задоволство беше прифатен. До 25 мај таа 1945 година во првата Титова штафета учествуваа околу 12.500 носители на пат долг над 9000 километри. И денес е празник, ден на сите сказни, за оној строј, за оној бој, што вивна ко пламен, развеан ко знаме, на денот твој, на денот мој. В 1949 година бев одреден за да му ја предадам штафетата на другарот Тито. Јас тога имав 23 години, а другарот Тито имаше 57 години. Тоа дојде како резултат на мојата активност во младинската организација и во спортски организации кои што ги имав тука во Скопје. Еден ден преди предавањето на штафетата отидов за Белград. Сигурно да тоа беа тренутци на исчекивање, на радост, заради тоа што прв пат ќе можам директно да се сретнам со другарот Тито. Пред влезот на Дедиња, јас ја примив штафетата и требаше да истрчам уште 100 метра и до тој контакт со другарот Тито да дојдем за прв пат. Инако, сигурно да и до тога и као учесник во револуцијата, знаев со кој човек ќе се сретнам. Сигурно да имав малку и трема. Таа трема потраја се, дури не се сретнав со другарот Тито. Штафетата која што јас требаше да му ја предадам на Тито, го символизираше во едно време и создавањето на Социјалистичка република Македонија. Таа година представуваше и 5 годишница од одржувањето на заседанието на АСНОМ, 49 година, и у постолјето имаше звезда петокрака, еден пламен, еден факел и горе на капакот на штафетата беше грбот на Социјалистичка република Македонија. Беше изработен од сребро и злато, филигран беше, и јас штафетата ја добив пред влезот во Дедиња. Ги истрчавме тие 100 метра, се најдов лице во лице пред другарот Тито. Он беше ведар, насмеан, облечен во маршалска униформа. Позади седеше целото наше раководство и сигурно да ја бев во една ситуација да се најдам што треба да му кажам и како да ги изразам сите желби, не само мои, него и на сиот македонски народ и народностите кои што живеат во Македонија, да му посакам здравје. Тога ја предававме штафетата повеќе сите републики. Јас поред бев втор. После предавањето на штафетата од армијата, јас му придов на другарот Тито, му го честитав роден денот. Бев
посебно радостен во моментот кога ми соопштива дека ќе бидам носител на штафетата и да му ја предавам на другарот Тито по повод неговиот 59-ти роден ден. Веројатно другарите кои ме одредиле да јас бидам носител во тоа време се однесува заради тоа што бев меѓу подобрите спортисти во Републиката, бев најдобар гимнастичар, член на репрезентацијата на Македонија и воедно на Југославија. Во тоа време се најдов на 25. мај во Белиот двор заедно со другите носители од републиките во Југославија. И навоѓајќи се непосредно пред нашиот најголем водач, другарот Тито, малку бев и возбуден, имав и сигурно малку трема, меѓутоа му ги испорачав поздравите од народот и народносите, од сите работни луѓе, граѓани и младината на Македонија. Откако се сврши оваа церемонија, другарот Тито не покани во Белиот двор на еден мал разговор и прием, кај што беше приреден коктел, и ние учесниците кои му јавачивме сите од републиките и во тоа време носители на штафетите, седнавме околу него и јас по некоја случајност бев непосредно седнал до другарот Тито и многу возбуден, меѓутоа во разговорите кога почна да ги води другарот Тито со нас, некако се ослободивме. Обично се интересираше за животот на младите луѓе во републиките и прашуваше сите другари од како сте во Хрватска, во Словенија. Дојде редот, мене ми се обрати: абре Македонче, како сте вие, што правите? Јас се малку и изненадив, а после се досетив дека се викам од каде се другарот Тито и мене непосредно ми се обраќа со зборовите Македонче. Меѓутоа сите ние носителите имавме и надпис на републиката од која представуваме. Поаѓањето, а особено врачувањето на штафетата на младоста, секогаш особено и силно ме возбудувало. Ме возбудувало и ме враќало во среќните и незаборавни мигови, кога и јас стоев пред другарот Тито и му ги испорачував топлите поздрави и искрените желби за долг и среќен живот. Иако беше тоа преди 29 години, сеќавањата на тие неповторливи мигови се толку силни и пресни, што ми се чини како тоа беше вчера. Би рекол дека се уште го чувствувам топлиот допир на Титовата рака, го гледам онака исправен, среќен и насмеан, а во ушите ми озвонува неговиот звонок глас со топла, срдечна и искрена благодарност, искажана со неколку зборови за желбите и поздравите што му ги испорачав од името на народот и младината од Македонија.
Тие зборови на Тито беа: најлепша хвала македонском народу. Ti si druže na teme ljubio, od početka narod predvodio. Јас сум една од оние што на кои им припадна таа чест и среќа да бидам носител на штафетата на младоста што се предава на другарот Тито по повод неговите роден дени. Тоа беше во 1954 година, на неговиот 62 роден ден. Во тоа време носењето на штафетата, целата таа организација беше доверена на Партизан на Македонија, кој ја организираше сета таа работа. Услов што бев носител на таа штафета е тоа што во тоа време бев првак на Македонија во гимнастика, добра младинка, ударник. И така бев одредена да носам штафетата. Се разбира, мојата радост беше голема. Тоа е голема чест и среќа. Уште неколку пати потоа се сретнав со другарот Тито, но таа прва средба секако останува незаборавна. Пристигнавме во Белград со една цела делегација младинци. Во тоа време штафетата се предаваше во Белиот двор, пропратено со една спортска приредба од сите републики. Бевме таму 3 дена во Белград, се подготвувавме и на крајот на 25. мај попладне околу 15 часот беше и тоа свечано врачување на штафетата. Тогаш имаше носители од сите републики и посебно штафета од армијата и од пионерската организација. Се редевме еден по еден, предававме, имавме куси, поздравни говори. Во почетокот мислев дека не ќе можам ништо да кажам, толку бев возбудена. Меѓутоа, познато е дека другарот Тито некако ги ослободува сите од тој непријатен осет, од тремата. Кога се сретнав со него, се беше така едноставно. Ми се чинеше како да сум се сретнувала со него многу пати и така да се беше во најдобар ред. Ја прими штафетата, се заблагодари на младината, на работните луѓе на Македонија за честитките. Потоа се редеа другите носители од штафетата. Јас сам еден од штафетарите што имам предадено штафетата на другарот Тито во 1955 година. Избран бе како најдобар работник, младинец, работе во електрометалниот комбинат Југохром Јагуновци и како младинец имах ја таа голема чест, беше ми поверено да предам штафетата лично во рацете на другарот Тито, да му и пренесам поздравите од младината и народот на Македонија. Кога стигнаме во Белград, имаме средба со Тито по предавањето на штафетите. Тито не примина свечан ручок. Тука со него беа неговите соработници, беше и покојниот Мошо, имаше шали, имаше и прашања од другарот Тито кој се интересираше повеќе за како е временските прилики, како сме патували, како са самите посеви, како е работата на младинската организација и успесите во фабриките, самоуправните органи и другите општествено-политички организации. И кршеве голе, козаре и лике, питај, кој е Тито, кој е Тито, кој е Тито? Тито е вјера, нада и уздас, и тој е задниот смех, умируче борца и леден поздрав од
Изминаа 10 години од нашите напори, од нашата борба и разните акции како во нашиот внатрешен развој, така и во нашата надворешна политика. Јас мислам, другарики и другари, дека сите овие 10 години беа полни со разни настани и дека беа многу плодни за нашата земја. Иако овој ден се означува како мој роден ден, мислам дека би требало да му се даде поинакво име. Ден на нашата младост, ден на спортот, ден на младата генерација и незиниот понатамошен духовен и физички развој, а ние постарите ќе се вклучуваме во тоа, рече председателот Тито на стадионот на Југословенската народна армија при преземањето на штафетните палки. Од тогаш, републичките штафети се слеаја во единствена сојузна штафета на младост. Во 1960 година мене ми падна големата чест да во името на младината и народите на Југославија е предадам единствената штафета на председателот на Републиката на стадионот на Југословенската народна армија. Како што е познато, од 1957 година се предава единствена штафета на стадионот на Југословенската народна армија, а до тогаш се предаваа штафети од републиките и тоа во Белиот двор. Јас сум првиот македонец кому му се пружа таа голема чест да во името на народите и младината на Југославија е врачам штафетната палка на председателот Тито. Ако се вратам наназад 22 години и да направам една ретроспектива на големиот настан на стадионот на Југословенската народна армија, ево и овие фотографии кои што ги гледам пред мене ме потсетуваат на тие моменти и денеска со возбуда се потсетувам на тие настани. Како дојде до тоа да јас бидам тој младинец кој што во името на сите народи и народности, во името на целата младинска организација на Југославија ја предаде штафетната палка на стаканиот Тито. Тоа беше големо признание за младинската организација во нашата република, а исто така уште поголемо признание за младинската организација во памушната индустрија Македонка, каде што јас таму бев работен како машински техничар. Младинската организација на Македонка во тоа време беше прогласена за една од најдобрите во републиката. Па верувам од тука и моето одредување да бидам тој срекник кој што му се пружеше таква голема чест. Морам да напоменам дека моментите пред предавањето на штафетната палка не беа така едноставно да се проживеат и така натаму, со оглед на настанот кој што ме очекуваше. Меѓутоа, ја неколку пати сум го тоа понувувал и сега би го во оваа прилика рекол дека многу во тоа работа ми помогна и другарот Никола Солдатов, тогавашен спикер на радио Скопје, кој што ме советуваше да половина саат пред големиот настан ги отргнам мислите од големината на настанот и едноставно да извршам деконцентрација на целокупното моје расположение. To je naša dika, tu se stiče ime udarnika. Во 1964 година од тогашното градилиште на Скопската железарница, прва штафетната палка ја понесе младинката Грозданка Ќурапова. Другарот Тито прв пат го сретнав на 24 мај 1970 година во Домот на младите во Белград на другарската вечер. Приредбата која му ја посветија младите на својот најдраг гостин беше навистина пријатна. Во една топла и пријатна атмосфера ми беше соопштено дека треба да ме представат на другарот Тито. Бев пресречна, но и возбудена. Но широката насмевка и топлата преградка на другарот Тито го направија своето. Седев до другарот Тито, разговаравме. Ме прашуваше за учењето, за работата на младинската организација во гимназијата. На крајот ми рече: "Утре немој да се плашиш, гледај само напред кон трибината и се ќе заврши добро." Мојата втора средба со другарот Тито беше на 25 мај на приемот во Сојузниот извршен совет.
А третата и незаборавната, тоа беше предавањето на штафетата на 25 мај вечерта на стадионот на Југословенската народна армија. На општејугословенскиот конкурс за Титовата штафета, штафетата на младоста, учествувавме негде околу 20 автори, а јас учествував со 5 идејни решенија, од кои беше избрана ова решение. Тоа во основната композиција и замисла е така представена и концептирана да треба да ја представува, да го представува заедништвото, братството, единството, младоста, Титовите насоки за остварување на социјализмот, единството и неврзаноста. Основната концепција на градба на штафетата е, почнувајќи од доздола, од локацијата каде што требаше да тргне таа штафета, тоа е Тито Велест, 6 април 1974, па преко оваа површина овде, каде што е прикажано нашето народно-ослободително движење и отпорот према фашизмот, кохезионоста на нашата земја за ослободување од непријателот. На средината е дадено рукохватот, каде што треба да штафетата се држи и да биде статичка во своето движење и трчање и пренесување од рака во рака на младинците кои што ќе ја пренесуваат. На горната површина е дадено преку 16 површини фолклорот на нашите народни и народности и изградбата, подемот на социјалистичкото друштво. Горниот дел на штафетата е дадена као афионска чушка, која е една од символите на нашето земјоделие и нашето поднебје македонско, а фактички и пошироко југословенско. Во средината, каде што афионската чушка се пресечувала и излегувал макот, тука е веќе даден надписот Јосип Броз Тито, Ден на младоста. На горниот дел на таа афионска чушка се дадени 6 фигури во народни носи на сите народи, а на завршетокот на штафетата се кроз овие 8 површини и цветот на чушката дадени се 8 дела што представуваат 6 републики и 2 автономни покрајини. За своју будуćnost ne treba da brinu, narodi koji takvu imaju omladinu, za svoju budućnost ne treba da brinu. 1974 година беше спроведена акцијата од Социјалистичка младина на Југославија, исто и за Македонија, избирање на млад најдобар работник. Во тој избор, као работен во топилница за цинк и олово, као вклучен во повеќе општествено-политички организации, ме избра за најдобар работник мене. И ја имав честа да прв ја понесам штафетата и ги понесам поздравите до другарот Тито за неговиот роѓенден. Во 1978 година на Бриони, на 25 мај, ја имав таа чест да на председателот Тито му го честитам роденденот од името на сите млади, од името на сите жители на нашата братска Југославија. Тоа за мене представуваше една голема чест, едно големо доживување, кое што во секој момент на моето живење си го спомнувам како да било вчера. Таа средба беше необично блиско, необично блиска, необично топла. Сето тоа беше, да речам, као некој сон, као некое, мислам, нешто што не се случува секојдневно. Помалку страхував за средбата со председателот Тито, бидејќи тоа е
едно големо доживување што не може да се опише. Меѓутоа, сето тоа така некако спонтано се одвиваше, се случи во неколку минути, така да после тоа посакував да се тоа повторно случи, меѓутоа сето тоа беше минато.